Второто, песната. Националниот бит се вистинските амбасадори во светот, репрезенти и афирматори на земјата што ја представуваат. Културно-уметничкото друштво Илинден од Битола на 25 август ја започна својата европска турнеја. Одиме со најдобрата екипа, како што знаете Македонија во фолклор значи многу во светот, моментално е втора. И се надеваме ќе се покачиме барем само за едно место. Најдобрите се, спремни се. И тие веќе се спремаја полго време, јас мислам дека растапот наш ќе биде и незаборавен. Нашата држава Македонија, домакин од Холандија, Украина, Соединетите Американски држави, Тајланд и многу земји од Африка, Азија, од сите континенти. Овде се води 18 на број се, овде се води сметка за настап на регионите, на фолклорните подрачја на светот кој што се, и тие се поканувани, се канат најјаките, најсилните, највисоко рангираните друштва на тој регион. Нас ни е посебно драго и чест што е поканет нашето друштво, културно-уметничкото друштво Илинден од Битола. Шетаме Холандија, шетаме Франција, се враќаме по Азурниот брег надолу низ Франција, влегуваме в Италија и се спуштаме низ бившите југословенски простори. Па ме очекува прво 5 дневен настап имаме. Мислам 5 дена е фестивалот кој ќе треба се представиме. И сме од најсолидните друштва што настапа таму. После тие 5 дена одиме како што рече Никола на други места каде што треба да ги прошетаме се разбира. Без да буваме не ли се наузимам. Од Битола, македонското оро и песна тргнаа низ Европа. Одорн, Париз, Монте Карло, Венеција. Не ми претачи работа сега. Мане, тоа да сите. Сите ќе останат, мисля. Никој не најбава. Ајде автоматот на кафе маскина. Еј, се Па ние не само што одиме во Холандија, главниот фолклорен ансамбл со првата постава. Остави бе, не требаше. Втората постава на главниот фолклорен ансамбл што ќе го отворат Илинденските денови на 29 јули. Вакви работи се дешават многу често. Илинден да настапва на 3 места. Еднаш настапнавме во Америка, во Турција и на Илинденски денови ги отворавме со Комицко. Илинден е силен, голем фолклорен ансамбл. Прочеви немаше да поканат на овој најголем светски фестивал во Холандија, како представник на нашата држава и на цел фолклорен регион на Балканот. Да ви пожелам сакам добар пат, убаво да си помените, ние ќе мислиме на вас, цело време додека сте отсутни, ќе разговараме и со адвокатот, и со возачот. Сакам да ви кажам пред се, автобусот е нов, вие правите се сме денес. Ова е толку млад свет и мене ми е нарадува силен состав, тоа е многу убаво да биде започеток на вашата фирма. Вчера си го донесовме во фирмата, царинење цела недела. А Илија да ви биде? Го регистрировме и ова е прва тура што ја правиме со вас. Милиони километри да. Јас се надевам, затоа што гледам вака млад свет. Благодариме, уште еднаш му се Кирка сака со едно скромно внимание да ве поздрави. Ајде. Затоа седите на срце. Свири, Сашо, свири!
Патувањето е полесно кога се прави во друштво, а уште попријатен е дочекот од домаќините во Холандија. Ајде. Средбата ветува нови познанства, пријателства. Печатоци се одлични. Да. Барем по првиот приод и прием на домакините влева надежда нешто прекрасно да биде на овој фестивал. Dance for us. Dames en heren, ze gaan nog dansen op Zoom. Dames en heren, Marcelo. Но сепак и нема многу време за ден губење во очекување на фестивалските настапи. Веднаш се проверуваат играурските вештини. Се вежба, се другарува.
Дефилето е класичен вовед во фестивалскиот старт. Многуте учесници на вистина најтопло поздравени од исто така бројната публика. И амбасадорката на Република Македонија во Холандија, господјата Милијана Данев. И амбасадорката на Република Македонија во Холандија, господјата Милијана Даневска, во публиката, но и во непосредна дружба со играорците и управата на Илинден. Ова беше и нивната главна работа, отворени, дружелюбиви зад, ама строги професионалци на сцената.
Makedonija večer da izlegla. Nema. Kako velite? Nema. Пред местото каде што се пресликуваме и сега ќе одиме на балот на нации. Балот на нации е една од придружните фестивалски активности. Секоја земја представува сегмент од својата изворна игра, а потоа и останатите го учат тоа. Песната на учесниците од Нов Зеланд побуди интерес. Атрактивна е и песната на Мексико. Еве ја и Македонија, представувана на балот на нации од играорците на Илинден. Вежбаат напорно, ама резултатот неминовен. Скоро сите го научија македонското оро. Интересно и прифатливо, вистински предизвик за сите.
Да не забораваме, главниот повод за престојот во Холандија е токму овој вечерашен настап на главниот концерт пред 3000 публика.
Аплаузот е најголемата награда за настапувачите. Овој пат аплаузот на публиката навистина беше голем и срдечен. Want we hebben hier een jarig in de groep en we willen natuurlijk met z'n allen even vieren. Hij viert hier op deze bühne vandaag zijn verjaardag. Just one member of you has its birthday today, isn't it? Уште еден повод за славие, роденденот на Илче стана дел од фестивалската програма, благодарение на гостољубивоста на домаќините. И сите учесници и публиката пееа заедно. Финалето на Илинденци изгледаше вака. Еве ги и оценките на управата за успешниот фестивалски настап. Ваш на сите се исплати. Посебно истакнувам веселоста, разиграноста. Она што со години зборував дека треба да се вика, да се игра на сцената. Вие денес бевте точно тоа. Неќам да зборувам за некакви ситни пропусти, кои што ние како публика, вклучувајќи се и јас во публиката, тоа воопшто не се заприметува. Најважна е сликата на публиката и стручните лица од овој голем сиво фестивал во Одорн, Холандија, оваа 2004 година. Сметам дека Илинден на овој 30 јули направи навистина еден голем исчекор напред. Домаќините и битолските играорци на заеднички пикник.
и завршувањето на фестивалот со дефилеи многу публика. Ова што сега ќе го видите представува оригинален холандски начин на збогување. Сите учесници беа испратени на нивниот мајчин јазик, а знамињата со балони летаа на небото. Разделбата со покана за повторно видување. Работата е завршена, останува патот до дома, до Битола, а тој води ни помалку ни повеќе, туку во Париз. Tes erreurs et tes peurs, je les efface. Et chaque faux pas que tu feras, je tomberai à ta place. 2 август, Илинден. Оригинално место, прекрасен амбиент за илинденска честитка. Une vie idéale, sans peine et sans mal. Et j'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là, toujours pour toi. Que tous tes amours sois sûr, tes amis sincères. Pour toi un domaine
i ovde ima Makedonci. Tout ira bien, tu seras jamais seul, tu manqueras de rien. J'ai découvert qui je suis, tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais... Реклама снимам, седи. Патувањето исполнето со забава и смеа, сами го избраа својот слободен репертоар. Без тебе јас умирам, Пато е масовно на цело село да се изгради пато асфалто, што не поврзува горе на регионалниот пат над пат. Патот од Париз, градот на светлината, води до градот на коцкарниците Монте Карло. Богатство, гламур, предизвик. Déclic, c'est une époque plastique qui se détend, se retend au rythme des politiques sarcastiques et donne autant de sensations que le saut à l'élastique. C'est fantastique, comme les temps ont changé. Certains ça peut déranger, il faut évoluer, mais l'évolution peut être un danger. Les avions dans le ciel, les cœurs artificiels, mais rien ne peut atteindre la vie éternelle. C'est une course contre la montre dans laquelle certains se montrent plus dangereux qu'on ne le pense. Mais quand c'est que ces constateront les conséquences, en attendant la réponse, j'entends une âme qui relance. Faut que ça bouge. Réveillez-vous. Qui les autres qui arrosent, on joue avec nos têtes comme avec des balles de ping-pong. De quoi devenir ding-dong, si j'en mets que King Kong. Un psycho qui en a marre de la vie qui déraille, n'a qu'une seule envie, se jeter sous les rails. Mais moi j'avance pas à tâtons, pour pas mettre mon pied dans un piège à raton. Коцкарниците ги замени градот кој што е распослан на вода, градот кој што го именуваат и како град на љубовта, романтиката и гондолите. Еве ја Венеција. Mamma Leone, Mamma Leone, tu sei un angelo. Mamma Leone, sei sempre stata sopra la povertà. Mamma Leone, tu hai dato tanto di felicità, ai bimbi hai dato il tuo amore, un anno avuto che dolore. Mamma Leone, Mamma Leone, Mamma Leone, fai che ritornino. Mamma Leone, quella speranza che riamange poi. Mamma Leone, forse domani tutto cambierà.
Се беше прекрасно и заврши пред некоја нова турнеја и патување, се рекапитулира што туку завршената. Фестивалот 5 дена настапувавме на тој фестивал. После тоа заминавме за Париз, каде останавме добри 3 дена. Од Париз по Азурна обала се спуштивме надолу, заминавме за Монте Карло, Кан, Ница поминавме, Венеција, ги поминавме едни од најпрекрасните места. Председружбата на фестивалот беше многу добра. Впечатокот најсолиден, најдобро беше се. Така да се надеваме дека година ќе има уште еден вакви многу добри турнеи. Фестивалот беше 5 дена, а ние бевме таму присутни 7 дена. Беа 17 земји и 4 беа од Холандија. Имаше 6 сцени кај што настапувавме, една беше главна, значи гала шатор беше се викаше. Таму беа 3 вечери одржани, каде што по 6 земји секоја вечер настапува. А останатите сцени игравме по 2 пати во денот, а додека во гала вечерта го имавме еден од најсолидниот настап кој што се одржа до сега што го имал Илинден во својата историја. Беа присутни околу 2500 или можеби 3000 гости, така што чувството да имаш на толку огромна публика е навистина големо и ти дава на жилба за подобар настап да изведеш. Да. Ова беше една незаборавна турнеја. Јас сум била на многу турнеи, јас сум една од постарите членови. Инаку можам да кажам дека многу ми се допадна дружењето на фестивалот. Ние бевме сместени по куќи во Холандија, така да имавме можност да запознаеме повеќе нивната култура, нивниот начин на живот и навистина ми се допадна. Тие беа многу гостопримливи, беа многу фини луѓе, така да ние остваривме добар контакт со нив и сега исто така ќе продолжиме понатаму со нив да се дружиме, да се допишуваме. Исто така и од другите земји запознавме многу нови другарчиња и така да ќе продолжиме понатаму со нив да одржуваме контакти. Денес е денот кога треба да се видиме и да кажеме одредени впечатоци и да ги средиме сметките од нашата голема европска турнеја, каде што учествувавме на големиот фолклорен фестивал Сиво во Холандија. 7 дена престојувавме, 15 настапи, дефилеја и други представувања имаше нашиот главен фолклорен ансамбл, првата постава на културно-уметничкото друштво Илинден од Битола, таму Македонија. По однос на главниот фолклорен ансамбл, денес можам да констатирам дека мощне успешно ја завршивме турнејата, да на фестивалот на кој што требаше да учествуваат 18 држави, а учествуваше една помалку, Гана не настапи, значи 17 држави и 4 фолклорни ансамбли од државата домаќин Холандија. На сите представувања од првото дефиле до последното затварање и дефилето и пуштањето на голем број на балони и знамината на сите држави, вклучително и на нашата држава Република Македонија, се вивнаа високо со желба пак да слетаме во еден нареден термин на тој фестивал. Тоа што на почеток сакам да издвојам е солидниот настап на нашиот фолклорен ансамбл, да се исплати трудот на членовите на таа експедиција, машкиот, женскиот дел, на фолклористите, музичката секција. Јас сум многу задоволен, управата, се исплати и трудот на нашиот уметнички раководител Александар Стефановски на долго време припреманата програма. За време на фестивалот, како и на сите светски фестивали, има голем број официјални и признати стручњаци од областа на фолклорот, како и организаторот
начело со председателот на овој голем светски фестивал, дадоа највисока оценка за настапот на Културно-уметничкото друштво Илинден од Битола за идната 2005 година по однос на патувањата во странство. Културно-уметничкото друштво Илинден од Битола ќе има најмалку 3 поголеми турнеи за 3 ансамбли кои што тие ќе ги прифатат, односно групи како ги викаме внатре во Илинден, и најмалку уште 10 излегувања надвор од нашата држава, како и вообичаено секоја година. Ние имавме во Париз еден член од нашата експедиција се разболе, требаше лекарска, дури и болничка интервенција. Тоа го сторивме на најсовремен и најубав начин со претходно осигурување на сите членови од една моќна осигурителна организација и заради трошоците кои и се предизвикаа, и така организирано тргнавме, така организирано секогаш Културно-уметничкото друштво и ќе оди на пат. Во оваа прилика ние прво стигнавме со автобусот, мораше по прописите на Франција, во Париз се вршеше интервенцијата, 3-4 дена да седат во Париз болниот и еден кој што би бил во пратња, беа, па со авион дојдеа вчера и денес се и тие меѓу нас. И ја поканувам Александра Тасевска. Ние се гордееме што имаме вакви членови во главниот фолклорен ансамбл, како што е Александра, Петар, и се запомна. На крајот, благодарам на сите кои што ова и го помогна, и му е драго што го направивме овој успех за фолклорот, народната песна, игра македонска, крајно и за цела Македонија. Благодарам.